Тоа што добивме независна држава во ниеден момент не гарантираше известност. И тоа не само политички безбедносно, туку и екзистенцијална. И токму така и се случи. По приватизацијата во 90-тите добивме мал број државни предпријатија кои ја преживеа, но затоа пак добивме армија невработени економија која полека тонеше се подолу. И остана прашањето можеше ли поинаку. И кога малку се кренавме на нозе, а економијата почна да заздравува по конфликтот во 2001 година, се поставија други дилеми. Монетарни, фискални, макро и микроекономски. Од онаа кон средината на 2000-тите околу курсот на денарот, стабилен или флуктуирачки, добија понови дебати за одливот на мозоци и работна сила или вечната борба помеѓу прогресивните и рамните даноци. И денеска кога се прашуваме како тоа руско-украинскиот суdir толку ни ги осиромаши трпезите и обезвредни примањата, едно прашање останува можеби најупорно, но и најболно. Како тоа еден дел од општеството успеа да претвори огромни суми народни пари во своји пари, а некој немаше пристап ни до фер уделот во економскиот колач, кој онака не беше и се уште не е баш многу обилен. За овие теми разговараме со професор доктор Борче Триновски од економскиот факултет и професор доктор Александар Стојкот од правниот факултет Јустинијан I. Би сакал да направиме вака предновогодишна една ретроспектива на економските текови перспективи на државата, она што се случувало и она што моментално се случува и она што не очекува. Па ако правиме на таква ретроспектива на економската историја на државата, можеме да кажеме дека економското самостојување на Македонија почна со еден од најголемите економски трансформации, тоа е приватизацијата. Колку одбраниот модел на приватизација овозможи или оневозможи побрзи и подобри економски резултати на младата македонска економија, и можеше ли овој процес да биде спроведен по-фер и по-праведно кон оние кои беа сопственици во наводници на тогаш општествениот капитал? Благодарам за поканата. Дефинитивно можеше да биде поправеден процес, барем според искуствата на некои напредни транзицијски економии кои сега веќе може да ги класифицираме како развиени економии. Чешка, Полска и Словачка, Словенија. Приватизацијава кај нас почна уште во рамките на Југославија со оној славен закон на Анте Марковиќ, ја нарекува инсайдерска приватизација. Меѓутоа, по самостојувањето, експертската влада на Никола Клјусев го запре тој процес и се обиде да промовира ваучерски модел на приватизација. Кај нас, за жал, се избра модел на платена приватизација, каде што им се понудија фабриките на вработените, особено во малите предпријатија, беше дозволено вработените да купуваат со попуст акции од фирмата во која работат. Так. Значи беа исклучени сите други. А за големите и средните фирми беше овозможен и втор модел, откуп од менаџерски тимови. Тука мислам дека беше направена кардиналната грешка, бидејќи истата екипа на социјалистички директори Само се трансформираше, ја презема сопственоста во дотогашните фирми, претходно многу ги обезвреднија за да може да ги купат поевтино. Да. И образложението беше дека не можат работниците да управуваат со тие фирми, треба сепак менаџерски знаења. Втора работа која ме мачи со години, врзана е за нашата генерална пределба како држава, веќе доаѓаме некаде до 2000-ти години, малце го прескокнуваме овој непопуларен период на 90-тите, и да имаме фиксен курс на денарот врзан со еврото. Се сеќавам дека кон средината на 2000-тите еден домашен експерт предложи да се преобмисли оваа политика, но неговите ставови експресно беа отфрлени од едно издание кое тогаш јас го уредував за една меѓународна организација со образложение дека за такво нешто не може да се разговара, не може да стане збор за ова прашање на некакво полиси ниво, односно на ниво на јавна политика, што ќе ни донесеше алтернативно сценарио на некоја мала контролирана инфлација или така наречен флуктуирачки курс на денарот, она што соседна Србија со години го правеше па престана во одреден период. Ние сме генерално мала, отворена економија, увозно зависна, треба да го нагласиме тој дел. Силно трговски сме поврзани со Европската унија. Голема евроизација имаме. Значи, поврзани се и депозити, и кредити, и функционирање се поврзани со еврото. Девизниот курс е многу поврзан со движењето на цените кај нас. Така да, самите тие карактеристики налагаат вие да водите некоја стратегија на девизен курс која ќе биде согласно тие карактеристики кои ги имате. Народната банка на Република Македонија веќе со години во контекст на тоа дали оптимална стратегијата не
секоја година го евалуира, односно го утврдува во повеќе пати во текот на годината урамнотежениот девизен курс. Дали девизниот курс кој е фиксиран е блиску до рамнотежното ниво или е над тоа и под тоа, да не се направи некоја економска дисторзија. Генерално ние сме во тие рамки, тоа го потврдува и Меѓународниот монетарен фонд, веќе секоја година покажува дека е таа некоја оптимална стратегија. Сега, што би била алтернативата, пошто прашавте што би се случило, еве ако одиме кон флексибилен девизен курс, односно видовте Србија, спомнавте Србија почна со некоја флуктуација, меѓутоа сега веќе одделе раководено флуктуирачки. Значи тие интервенираат на пазарот и го држат курсот. Сватија дека не можат да го остават слободно да флуктуира затоа што и ти имаат некоја отворено. Значи ние разменуваме голем дел со нашиот производ со странство. Првата карактеристика во минатото, она осиромашување на соседот, промена на девизните курсеви кога се случуваше, тоа е заради тоа што се обидуваат со манипулација на девизниот курс вие да зголемите конкурентност. Ние имаме една специфична карактеристика во земјата, голем дел од нашите извозни компании се увозно зависни. Така да вие ако дојдете во ситуација да го смените курсот со цел да им помогнете на тие извозни сектори да може да извезуваат повеќе во странство, во исто време ќе им го поскапите увозот на материјали, на суровини со кои тие треба да извезуваат. Значи тој ефект на конкурентност многу брзо ќе се исцрпи. Друга работа која е особено важна, ние сме мора да го сватиме тој дел нето должник. Значи гледате дека имаме евроврзници, издаваме, прилично сме задолжени кон странство. Во ситуација вие кога го менувате курсот, односно кога го депрецирате за да си го поевтините извозот или да манипулирате, вие ќе се случите во ситуација да ви поскапи вашата отплата на долгот кој го имате. Речи си постои консензус меѓу економистите дека ако дозволевме да имаме флуктуирачки девизен курс, веднаш ќе отидеше на горната граница, бидејќи имаме континуиран притисок од извозно ориентираните фирми за корекција на девизниот курс или преку девалвација, или преку депрецијација ако е флуктуирачки девизен курс, за да може да остварат повеќе приливи на домашниот пазар кога ќе ги продаваат доларите или еврата, што ги заработиле. И ова беше многу легитимно прашање, да речеме на почетокот на 2000-тите години. Меѓутоа, некако се навикнавме на фиксниот девизен курс. Се адаптираше економијата околу него? Да, се адаптираше економијата. Повремено имаше некои шпекулативни напади, да, секогаш постои можност од корекција на девизниот курс, доколку одстапува од макроекономските движења или креира некои нерамнотежи, секогаш постои опција да се изврши корекција. И сега толку многу долго време е во сила што велат веќе станува многу опасно да се напушти. Единствено треба се следи оваа траекторија до влезот во еврозоната. Една од основните дебати кои се водат се чини веќе се доценијат дали Македонија треба да се придржи кон прогресивен модел на доначување. И рамните прогресивните даноци имаат свои предности и мани, но што е она што според вас е најсоодветно решение на долг рок? Дали ми може би постои одредена точка на развој или приходи на населението после која треба да се размисли за промена на моделот и што го детерминира овој избор и како гледате дека ова треба да биде решено во нашиот контекст? Имате две струи во во глобалната економија. Едните се поврзани прокензијански, кои генерално зборуваат за ефикасна држава, распределба на доходот, прераспределба, минимални плати и така натаму, дискреција на водење на политиките. Другите се пролиберални кои се поврзани со тоа дека треба така да имате државата не е толку ефикасна, дека треба да оставите пазарот да го направи тоа и така натаму. Исто тоа и во деночните политики. На едната страна имате едни кои се залагаат за порамен данок, тоа го викаше и Фридман на времето, тој тврди ставете го рамниот данок, елиминирајте ги сите дупки ослободување во економијата на кои стекуваат јавните приходи, тие ќе се зголемат. Од другата страна имате некои други кои зборуваат дека дајте да направиме фер начини на распределба на доходот кој е создаден на граѓаните. Тоа се користи гледат и кај нас. Првите тврдат дека треба фер услови да се создаде доходот, а вторите да се распредели. Да се дајте фер услови од создадениот доход да го распределиме. И сега зошто прогресивен данок? Јас еве ќе влезам во таа насока, можеме и да го поврземе со спецификите на нашата економија. Можам да зборам зошто прогресивен или кои се контра аргументите, односно зошто е било рамен. Прво, оние прогресивен во видува затоа што тој најмногу што заработува треба најмногу да плати. Да го поставиме прашањето во контекст на друго прашање. Дали нам ни требаат повеќе буџетски приходи за да понудиме поквалитетни јавни услуги? Да можеме да ја подобриме инфраструктурата, да можеме да го подобриме квалитетот на здравството, образованието, социјалната сигурносна мрежа. Секогаш ќе има опоненти, да, ама видите колку има корупција и расипништво на страната на буџетските расходи. Тоа е најчистиот аргумент. Да, тоа е главниот аргумент, зошто да им се даваат уште приходи, ако не ги користат наменски и законски,
да, тоа е валиден аргумент и тоа треба паралелно да се бие како битка на расходната страна, да внимаваме помудро да ги трошиме прибраните јавни приходи. Мислам дека рамниот данок веќе си ги одигрува последните години, веќе не дава некој придонес од аспект на поголем фискален ефект. Јасно. И мислам дека полека ќе се создава консензус дека макар и некоја блага прогресија би била поправедна од ова Ова што е сегашно сега, да. решение. Сега би сакал да поставам две прашања во врска со двата главни економски предизвици кои се, како би рекле вие економистите, макропредизвици. Првиот од двата големи предизвици на кои не успеавме да им најдеме трајно решение се чини дека она што економистите го нарекуваат екстрактивна економија, односно процес во кој постои спрега меѓу политичките и економските елити со цел екстракција на фондови кои од општи треба да станат приватни или со други зборови како нашите пари да се претворат во мои пари. Тука секако не ја вбројувам само приватизацијата која веќе ја разговаравме, како најочигледен пример, туку јавни набавки, тендери, слични модалитети кои се идеална прилика за екстрактивна економија ако соодветно се нели во наводници насочат. Ова не е само штетно од аспект на корупција или економските штети кои се нанесуваат на буџетот, туку една од посочените причини за одлив на мозоци од државата, за brain drain, особено во последно време во овој така наречен четврт бран на миграција кој ни се случува. Постои ли некакво барем на среден рок решение за оваа состојба, односно како да почнеме да го адресираме ова прашање? Ова не е ракрана само на нашето општество, но како да се справиме во локалниот контекст? Ето, ова е одлично прашање, односно клучно прашање. Значи, ова е поврзано со функционирање на сите сфери, на сите сектори во државата, со долгорочниот развој на државата и така натаму. Поврзаноста помеѓу она што вие го спомнавте, политиката, законите, институциите, ресурсите на кој начин се користат, таа една спрега која предизвикува мал број на луѓе, односно една интересна група во државата да користи доминантен дел од ресурсите, да е намалена довербата во државата, да е намалена довербата во институциите, да немаме ефикасна имплементација на законите, институциите да не обезбедуваат соодветни услуги на граѓаните. Тоа предизвикува незадоволство, низок економски раст, инвеститорите не се сигурни, странските инвестиции се променливи во таквата средина. Така да ова екстрактивна, вие која спомнавте, е клучно прашање. Ова ќе го спомнам од повеќе причини, имајќи предвид дека високото ниво на политизација кој го имаме во сите пори, во сите сфери. Тоа е поврзано со начинот на креирање политики, она што го спомнавме сега, дали па имате водење на политики, мерки, популистички мерки, носење кои се поврзани со тековните движења политички. Ако земете пример, дури и буџетскиот циклус, економскиот циклус кој го имаме во државата е блиско поврзан со политичкиот. Ние правевме некои истражувања кои покажаа дека кои клучни ставки од дефицит, вработување, дури се намалуваат казните пред избори. За секој изборен циклус имаме определени промени кои можете и финансиски да ги видите. Тоа значи дека е поврзаноста помеѓу политичките елити и функционирањето на државата е многу силно. Сега дополнително да кажеме зошто е неопходно ова да се промени. Ние сме во постапка на изработка на 20 годишна национална стратегија која се прави. Таму има еден многу интересен дел кој е поврзан со проекции на 20-30 години и го возможува Универзитетот во Денвер и утврдува кои се клучни фактори кои треба да се променат за вие да смените текот на државата, односно на растот кој го имат. Ако не смените ништо, од прилика проценките се од 2 до 3% растот не може да биде поголем. Што друго може вие да направите на среден рок, неизбежно за било каков раст да има, да се удвои растот, дури двојно ќе се зголеми растот, единствено е governance, начинот на управување и ефикасност, она што вие го спомнавте, комплетна промена, од владење на правото, начинот на управување со институциите, користење на ресурсите и така натаму, и вториот дел е економијата. Економијата, пред се неформалната економија намалување на краток рок ќе направи буст. Меѓутоа, без овој дел кој вие го спомнавте, ако немаме промена, ние остануваме на ова ниво и нема никаква, значи оно бизнес as usual, ќе се останеме на истото сценарио и нема да имаме никаков минимален раст. Една од мерките која се препорачува е да има малку повисока пирамида на наградување, за да може да привлечете поквалитетен човечки капитал во јавниот сектор. Так. Некои позиции навистина бараат голема одговорност, па и експертиза, и би требало да има малку повисоки плати за да се мотивираат вработените да дојдат во јавниот сектор, да ги прифатат тие работни задачи. Значи, капацитетот на институциите сметам дека ќе се гради во овој процес на европски интеграции и тоа го гледам како некое најмоќно решение на среден рок. Так. Затоа што ќе има зголемен мониторинг, надзор над работата на институциите, Построга контрола. Построга контрола,
ќе има и пенализирање во форма на помала финансиска помош за оние кои не ги спровеле реформите. Многу јасно. Така што тоа го гледам како некој силен импулс малку да направиме пресврт во тој домен, бидејќи премногу се вкорени ова култура на неказнивост, Да. култура на нашите 5 минути, релативизација. Дури имавме неодамна и мерки во сосема обратна насока, каде што се релаксира казните за злоупотреби на... Да. Во ситуација каде што се индицира дека можеби не треба во тој правец да се движиме. Да. Така за жал. Добро, второто прашање мислам дека го начнавме во одговорот на првото, кој се поставува, ќе стане уште погорливо во иднина, секако прашањето на недостиг на работна сила. Понекогаш не обвинуваат дека нас од универзитетите дека немаме соодветна комуникација со пазарот на труд, но сега се чини дека предизвикот стана многу поголем. Од една страна се полнат само оние факултети кои може да гарантираат брз излез на дипломците во странство, како што се финки, медицински факултети и така натаму, што создав впечаток дека нашето високо образование продуцира кадар, но не за овој пазар на труд, не за локалниот пазар на труд. Од друга страна, не сум сигурен дека македонското општество е спремно да прими голем наплив на работна сила од странство за да компензира за овие недостатоци. Тука причините се психолошки, политички и така натаму. Работодавците се жалат на веќе хроничен недостаток на работна сила, дури и државата очиено бара квалификуван кадар за да пополни критични точки во јавна администрација, особено стручено на што го нарекуваме white collar workers. Има ли решение за оваа дилема? Каде да се бара излезот? Ако погледнете стапката на невработеност, ние се уште сме од земјите кои имаат прилично висока стапка на невработеност поредено со околината. Значајно се намали, меѓутоа се уште околу 13-14%, околу 100.000 луѓе имаме невработени. Тоа мораме да го кажеме. Од друга страна, ако погледнете агенцијата за вработување и другите институции, тие тврдат дека некаде од 10 до па и во иднина ќе доаат до 13.000 ново отворени работни места има каде што не може да се задоволат, односно има слободни работни места. Сега гледате, ви имате се уште армија на невработени, а од друга страна имате побарувачка на работни места, односно луѓе кои нема понуда за тие работни места. Ова е во контекст на квантитетот, на бројките кои ќе видиме. Меѓутоа, ако ќе погледнеме во квалитетот, ќе видите дека уште позначена е разликата. Во контекст на вештините кои се бараат, тука е можеби целата поставка, кога ќе ги видите вештините на невработените и вештините на оние кои се бараат, видите дека има огромен јас. Значи имаме дискрепанца и проблемот значи не е само во бројот, значи луѓето се тука, меѓутоа тие не ги задоволуваат вештините, квалитетот на работната сила не е соодветен на она што го бара моментално бизнис секторот. Од друга страна имаме уште еден резервар, кој не смееме да го забореме, се уште имаме најголем армија на неактивно население на пазарот на труд. Значи се уште постои можност за зголемување на активноста, значи не само од невработените, него имаме дел од оние кои не се на пазарот на труд, а можеме да ги активираме и да ги вклучиме. Значи се уште постои резервари во таа насока кои можеме да го вклучиме и да обезбедиме некоја понуда пред да решиме да увезуваме работници и така натаму. Ни се случува масовна емиграција, нели, одлив на млади луѓе, на цели семејства. Од друга страна, бизнисот почнува да притиска за некои квоти за привремен престој на странски работници. Мислам дека циркуларна миграција, така да, циркуларна миграција, ќе се бараат што поголеми квоти, бидејќи тој дефицит, недостиг на пазарот на работна сила се чувствува во многу сектори. И ќе има многу силен притисок, барем вака за привремен увоз на работна сила. Од друга страна, мислам дека нашето општество не е подготвено за имиграција во пошироки размери, интеграција во нашето општество, бидејќи сме мал број на граѓани и тоа брзо би се плашат луѓето од изместување на демографската слика во државата. Демографската структура брзо би се променила и мислам дека тука би имало огромен отпор за евентуална имиграција. Добро, сосема за крај нешто многу актуелно. Можеме ли да објасниме на слушателите како украинската криза влијаеше на инфлацијата во државата, односно каква е врската помеѓу она што се случи по инвазијата на Украина од страна на Русија и влијанието на таа криза на локално ниво? На многу луѓе поврзаноста на овие два феномена не им е јасна, па ќе можеме ли да ја разјасниме накратко, за да им биде јасно како во Украина го направи она што се случи во Македонија практично? Кога дојде украинската криза, таа беше поврзана голем дел со несигурноста, поделба на светот, поларизација на светот, меѓутоа беше поврзана и пред се за нашиот регион со голем број од суровини, производи кои што се станаа недостапни. Кои станаа недостапни, се прекинаа трговските текови, неизвестноста порасна и така натаму и цените нагло порасна. Пред се гледате жито, овес и така натаму. Се прекинаа ланците на снабдување, дополнително се ограничија производствените капацитети, гледате за житото додека да го најдат решението. Сега имаме друг проблем. Увозот преголем на тоа жито ги намалува цените, па
дел од земјите забрануваат да влезе украинското жито. Гледате, пазарот се регулира на тој начин. Меѓутоа, самата неизвестност, самите ограничени трговски текови, самите зголемување на цените после ковид и на транспортот и така натаму создадоа едни перфектни услови за цените на најголем дел од клучните производи глобално да почнат да растат. Зошто кај нас се случи тоа? Видите, ние увезуваме најголем дел од производите. Ние зборуваме дека сме увозно зависна земја и пред себе енергијата и храната, ние сме високо зависни од увоз на енергија и храна. Во таква ситуација кога имате нарушувања глобални, додека се приспособи пазарот, вие сте исклучително ранливи. И тука вашата одбрана кон тоа е многу тешка. Би издвел два канали, едниот е енергијата и вториот храната. Значи, ние не знаевме дека Украина и Русија, но пред се Украина, биле толку многу значајни производители на некои клучни прехранбени производи, пченица, сончогледово масло. И кога почна војната, знаете дека тоа беше невиден шок на страната на понудата. Луѓето антиципираа дека ќе има помало производство и веќе ги вградија цените, веќе го вградија тој пораз во цените. А ние, бидејќи сме, да речеме, земја на релативно понисок стадиум на економски развој, увозно зависна, и храната кај нас учествува со многу поголем процент во вкупната потрошувачка кошничка, многу го почувствувавме тој ценовен удар на страната на прехранбените производи. На страна други проблеми во синџирот на понудата, логистика, транспорт. И вториот удар, многу силен, исто беше кога Европа реши да го пренасочи увозот на енергија од Руската Федерација, да користи алтернативни извори, кои што се многу поскапи, да увезува течен плин од Соединетите Американски држави, да проба со обновливи извори на енергија, па дури беа активирани некои централи на јаглен, така што тоа, да речеме, исклучување на Русија од енергетскиот пазар предизвика енормен пораст на цените на енергијата. Ние сме нето увозник на електрична енергија и на други фосилни горива, нели, така што ценовниот удар беше дополнително засилен и од овој аспект. Наместо заклучок да подвлечеме црта. Инфлацијата во 2022 година во Република Северна Македонија изнесуваше 14,2%, што е рекордно високо. Добро е што за 2023 се очекува вкупно да биде 9,2%. Подобро од 14,2 во секој случај. Бруто домашниот производ по глава на жител за 2023 ќе биде околу $7,385. Денарот е се уште врзан за еврото, како и последните 20 години, 1 евро се разменува за 61,5 денари. Верували или не, највисок износ на директни инвестиции сме имале во 2022 година и тоа вкупно 670,2 милиони евра. 2022 не било и рекордна година за извоз, 8,3 милиарди евра. Најголеми извозни трговски партнери ни остануваат земјите од ЕУ и тоа најмногу Германија, дури 44,6%, Бугарија, Грција, Унгарија и така натаму. Како поединечна земја втора е соседна Србија. Кина во 2021 година учествува со 2,48 од нашиот вкупен извоз, а Русија со 0,86%. САД со 1,47%. И јас сум во прашалници. А да, во 2002 година немаше околу 2,1 милиони, а сега сме 1,8 милиони под услов дека сите кои се попишаа на последниот попис се уште тука. Веројатно не се. Ова беше краткото економско резиме за оваа година. Голем поздрав од вашиот водител Ненад Марковиќ и се слушаме уште само еднаш годинава. До скоро.